Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не пред нови над 80 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Спречен терористички напад по угледот на американските. Жител од Мала Речица се спремал за масовни убиства со калашников. Македонија неправедно е блокирана на евроинтегративниот пат. Силјановска Давкова на меѓународната конференција на Пан-Европската унија во Македонија. Депонијата Русино ќе го спаси Полошкиот регион од диви депонии. Новата механизација значително ќе го зголеми капацитетот за управување со отпад. Вработувала и унапредувала спротивно на закон и правилници. Кривична пријава за екс-директорка на Битолската болница. Повеќе од 60% од новите амбасадори се професионални дипломати. Се менува сликата на дипломатските представници на Македонија. Истрага за 6 лица за марихуана. Товареле, растоварале и заедно со дрогата ја напуштиле државата. Стамбениот квадрат урива рекорди. Шампионот чинал 3776 евра за метар квадратен. Најмногу поскапеле становите во Куманово, Тетово, Карпош, Кисела вода и Газибаба, а на самиот почеток да ја чуеме следната вест. Владиното авионче е старо и мене понекогаш ми е непријатно кога морам да летам со него, рече претседателката Гордана Силјановска Давкова, одговарајќи на новинарско барање за коментар во врска со авионот на владата и дебатата за набавка на друго службено летало. Што можам да кажам, ајде да ве насмеам. Владиното авионче моите колеги председатели го нарекуваат авиончето на браќата Рајт, бидејќи е најмало и најстаро. Јас можам да кажам за мене, употребата на владиното авионче понекогаш овозможува функционално извршување на државната работа, ама и поевтино од користење комерцијални летови. Сега не е многу пријатно, секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека владиното авионче е старо 25 години, а и купено е на старо, вели председателката. Моите колеги председатели додаде таа, велат дека е многу порационално и поевтино да се има поголемо авионче од нашето најмало авионче, бидејќи тогаш со еден лет можат повеќемина да одат и да се вратат кога сакаат. Ми замеруваат, а знам дека тоа е мој голем хендикеп, што со мене нема новинари. Со нив понекогаш одат и новинари, вели председателката Силјановска Давкова. Sestro, jasna muave, imam nešto da zboruvame, da mi kažeš kako postaram, da mi kažeš što da napravam, da slušam tugi fatam veli drugovi. Nemoj mila, nemoj ne odi, tvoj pad brate nigde ne vodi. Doma ima samo jedna, ta je najvredna. Koji što pošao ne se vratil, slušaja sestra ti. Nema mi
како татковина. Нема никаде на овој бели свет толку лична и смишна на Македонија. Кажи, сестро, ако почекам, како утро јас ке дочекам, како ке ми растат децата, дали овде ми е среќата, или таму среќа Бог ти да ми отвори. Немој мила, ти не плаши се, тие деца сите наши се. Оваа земја многу ги дала и ги изгледала. Ако си оде сите што сме направиле. Нема никаде на овој бели свет земја милна и силна како татковина. Нема никаде на овој бели свет толку лична и смишна на Македонија. Нема никаде на овој бели свет земја милна и силна како татковина. Нема никаде на овој бели свет толку лична и смишна на Македонија. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800
275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Секторот за внатрешни работи Битола до основното јавно обвинителство Битола поднесе кривична пријава против ЕИ, 53 годишна од Битола, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавената како поранешен директор на јавната здравствена установа Клиничка болница Битола во текот на 2023 година, спротивно на одредбите на Законот за административни службеници, Законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, без согласност на Министерството за финансии, спротивно на Законот за буџет и за вработување, без проведени интерни огласи и согласност и подпис од секторот за човекови ресурси за 11 лица вработени како административни службеници во управната зграда на Клиничката болница Битола, склучила анекси кон договорите за вработување со цел зголемување на коефициентите на сложеност на работните места и издала решенија за утврдување на висината на платата, односно унапредување во повисок степен без соодветно образование. На тој начин пријавената го оштетила буџетот на Министерството за здравство, односно Фондот за здравствено осигурување, за околу 50.000 евра до моментот на поднесување на пријавата. Например, лице вработено како помошник одговорен инженер за техничко одржување на објекти, каде било предвидено средно образование, електротехника или електромашинство било унапредено, лице со академско звање доктор на науки од областа на индустријски менаџмент и платата му била пресметувана по коефициент на сложеност кој се однесувал за профил доктор на немедицински науки, сродни на дејностите на установата. Кажи мори дано, ти бела дано, кој ти
Јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 20-годишен жител од Мала Речица за сторено кривично дело тероризам. Осомничениот на крајот на јануари годинава преку социјалната апликација Discord испратил сериозна закана дека е подготвен да изврши напад со огнено оружје, автоматска пушка АК-47, позната како Калашников, притоа појаснувајќи дека истиот е со нарушено психичко здравје. Инспирација за ваков напад му бил настанот од 14.12.2012 година во Соединетите Американски држави, кога Адам Ланца, 20 годишно момче, во училиште во Соединетите Американски држави со автоматска пушка убило 26 лица, од кои 20 деца. По добиени информации од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје дека од страна на FBI е поднесено барање за итно откривање на Discord профил што се наоѓа во нашата земја од каде биле упатени сериозните закани, Министерството за внатрешни работи во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција превзедоа действија за откривање на сторителот. По идентификација и лоцирање на користичката адреса на 17 февруари 2026 година под раководство на јавен обвинител полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и асистенција на специјалната единица Тигар извршиле претрес на дом и други простории во Мала Речица. При претресот кај осомничениот се пронајдени и одземени секира, 5 ножа со различна должина, телескоп, 7 iPhone мобилни телефони и компјутер. Исто така, од таткото на осомничениот е одземен пиштол, за кој поседува дозвола и повеќе парчиња муниција. Останатото пронајдено оружје, пиштол и автоматска пушка, дедото на осомничениот ги поседувал без дозвола и за него е поднесена кривична пријава за кривично дело недозволено изработување, држање, поседување и тргување со оружје или распрскувачки материи. Јавниот обвинител до судија на претходна постапка при Основниот суд Скопје доставил предлог за определување на мерка притвор против осомничениот. Предлогот е прифатен и со решение мерката е определена во траење од 30 дена. Детали за настанот соопшти Министерството за внатрешни работи, според кое 2 лица се уапсени во акцијата. За време на претресите кај едното лице и кај членови на неговото потесно семејство пронајдени се одземени повеќе предмети кои се предмет на кривично дело, и тоа различен вид и калибар на огнено оружје, автоматска пушка АК-47, позната како Калашников, со 2 рамки со 40 куршуми, пиштол М57 со 2 рамки и 49 куршуми, пиштол Чироки со 2 рамки и повеќе од 600 куршуми, тактички елеци, борбени елеци, панцири, ножеви со различна должина на сечиво и разни електронски доказни материјали. 2 лица се лишени од слобода и притоа против едното е поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство за кривично дело тероризам, а против второто лице е поднесена кривична пријава за кривично дело неовластено изработување, држење, поседување и тргување со оружје и експлозивни материи, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Kasnenie вечни векови во убав егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со менах сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме.
čogramos herojski, se igra i pe, pak makedonski. Velat ne nema, ama vezme, somerak sred solun, oro igrame. Velat ne nema, ama vezme, makedonski pesni gordo peme. Meni odpred Isusa na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanuva me i ime sveto ne menuva me. Velat ne nema, ama vezme, somerak sred solun, oro igrame. Velat ne nema, ama vezme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. Граѓаните на Македонија се разочарани и уморни од континуираните блокади на нашиот евроинтегративен пат, изјави претседателката Гордана Силјановска-Давкова на меѓународната конференција што се одржува во Скопје. Секогаш кога ќе направиме чекор напред кон Европската Унија, ни се спушта железна завеса која не можеме да ја пробиеме, вели претседателката. Говорејќи меѓу раскошните мозаици на Григор Чемерски кои што сведочат за историски вкоренетиот македонски удел во европската култура и цивилизација, истакна дека како што секое камче е неопходно за стабилност на мозаикот, така и Западниот Балкан е неопходен дел од европската целина, без кој Европската Унија останува ранлива во услови на геополитички предизвици, војни и хибридни закани. Во обраќањето таа потсети на визијата на Рихард Куденхорф Калегри за обединета Европа изградена врз вредности, како и заложбите на Ото фон Хабсбург за надминување на поделбите и интеграција на народите од Централна, Источна и Југоисточна Европа. Претседателката укажа дека денес постојат нови политички бариери што ја држат земјата во состојба на продолжена неизвестност и покрај децениските реформи и направените тешки компромиси. Според неа, македонските граѓани одамна ја покажале својата цврста определба за европска интеграција и не им се потребни никакви сожалувања и постфестум извинувања, туку навремени екс-анте решенија за деблокада на евроинтеграцијата. Таа повика на обновена политичка волја и лидерство што ќе го заокружи процесот на проширување. Силјановска-Давкова се обрати на отворањето на меѓународната конференција насловена Европската иднина на Западен Балкан, политичка интеграција, регионална соработка и економска отпорност во време на глобални предизвици. Конференцијата е во организација на Пан-Европската Унија на Македонија во соработка со Пан-Европската Унија на Австрија, Фондацијата Ото фон Хабсбург и Институтот на регионите на Европа од Салцбург.
čekame, sada dojde denot nije da se semene. I dojde ni ogreja, radost donese, srca naši denez nije ke krunisane. Site neka peja, site neka igrat, neka se opijat, bakva sada nikoj do sega ne pravil, neka ja zabatat. Една жвака славам, една жвака правам, пари јас не жалам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Svirači da ne prestanat, da ni sviraturi gosti ne se izmorat. Site neka peja, site neka igrat, neka se opijat, bakva sada nikoj do sega ne pravil, neka ja zabatat. Една žvaka slavam, една žvaka pravam, pari јас не žalam. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Neka se opijat, bakva sada nikoj do sega ne pravil, neka ja zapamtat. Една žvaka slavam, една žvaka pravam, pari јас не žalam. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам, еднаш јас живеам. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
Маркетинг. Оган да го гори, тој што ќе ми стори, да те остава. Оган да го гори, тој што ќе ми избори, да заборава. Македонијо, каде да сум, таков сум, не се давам никому. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да тепа отепува, Македонијо. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да тепа отепува, Македонијо. Македонијо, жива да си, Македонијо. Оган да го гори, тој што ќе ми избори, да те остава. Оган да го гори, тој што ќе ми избори, да заборава. Македонијо, кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Доцедел жев и тугули, да ме груев сандански, Македонијо. Кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Доцедел жев и тугули, да ме груев сандански, Македонијо.
наше име, не даваме да загине Македонијо, Македонијо. Жива да си Македонија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, одговарајќи на новинарски прашања пред почетокот на Македонско-словачкиот бизнис форум, рече дека над 60% од новите кандидати за амбасадори се професионални дипломати од редот на вработените во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Тој потврди дека на последната владина седница предложил повеќе имиња кои што ќе ги потврди по добивањето на агреманите. Тој посочи дека над 60% од новите кандидати за амбасадори и генерални конзули се професионални дипломати од редот на вработените во Министерството со богата дипломатска кариера од повеќе од 20 години и како што нагласи, тоа се врзува со нашата заложба која почна со измените и дополнувањата на Законот за надворешни работи. Бидејќи сакам да ја потсетам македонската јавност дека повеќе од 20 години голем дел од моите претходници зборуваа за потребата од професионализација на дипломатската служба. Но оваа влада е првата која што направи конкретен чекор во таа насока и ние го сменивме Законот за надворешни работи. Најмалку 50% од шефовите на дипломатско-конзуларните представништва да бидат амбасадори од професионалниот состав на Министерството за надворешни работи. А во пракса одиме со над 60% и тоа се гледа по последната група именувања, вели Муцунски. Владата на седница одобрила список од 9 нови амбасадори и 20 генерални конзули во Стокхолм, Букурешт, Приштина, Лондон, Хаг, Страсбур, Софија и НАТО, како и генерални конзули во Солун и Мелбурн. За амбасадор во Шведска е предложен Мухарем Јусуфи, кадар од Министерството, додека Орхан Муртезани од функција министер за европски прашања заминува за амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел. Поранешниот амбасадор во Украина Крум Ефремов е предложен за амбасадор во Софија. Во Романија е предложен Габриел Атанасов од Министерството за надворешни работи, а за амбасадор во Приштина е предложена Катерина Тодоровска. Линда Салиеска Илјазовска од Министерството е предложена за позицијата амбасадорка во Хаг, додека Илина Мангова, која доаѓа од невладиниот сектор, е предложена за амбасадорка во Лондон. Светлана Галева е предложена за втор мандат во Советот на Европа во Страсбург. На листата се споменуваат и две имиња за генерални конзули: Томислав Димитровски во Солун и Александар Крстевски во Мелбурн, и двајцата кадри од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Ko
Модерниот регионален систем за отпад значи крај на дивите депонии и почист полок, рече министерот за животна средина и просторно планирање Мухамед Хоџа на промоција на тешката механизација набавена во рамките на регионалниот проект за управување со цврст отпад во депонијата Русино во близина на Гостивар. Со воспоставување на овој систем конечно ставаме крај на импровизациите и почнуваме трајно да го решаваме проблемот кој со децении ги мачи граѓаните на Гостивар, Тетово и сите населени места во овој регион. Немаме повеќе време за делумни решенија што не решаваат ништо. Модерниот регионален систем за отпад значи крај на дивите депонии и почист полок. Затоа 2026 година е година кога зелениот пресврт ќе се гледа на терен, во инфраструктурата, во стандардите и во резултатите, рече Хоџа. Инвестицијата во вредност од 1.114.200 евра е реализирана со поддршка на Европската банка за обнова и развој. Со новата механизација значително се зголемува оперативниот капацитет на Русино и се воведуваат современи стандарди во секојдневното работење. Ова активност е дел од пошироката инвестиција од 55 милиони евра со која започна најголемата инфраструктурна реформа во секторот за отпад во државата. Во следната фаза е предвидена инвестиција од околу 14 милиони евра за рехабилитација и проширување на депонијата, што вклучува изградба на нови депониски ќелии, системи за управување со исцедок и биогаз и затворање на постојната депонија, соопшти министерот Хоџа. Градоначалникот на општина Гостивар Ваљбон Лимани искажа голема благодарност за поддршката и напомена дека локалната самоуправа ќе помогне во подобро управување со отпадот. Оваа инвестиција представува конкретен чекор кон подобрување на управувањето со отпад во нашата општина. Со години депонијата Русино представуваше предизвик поради високиот прилив на отпад и ограничените технички капацитети. Со оваа нова опрема ја зголемуваме оперативната ефикасност, го подобруваме еколошкиот надзор и го намалуваме ризикот од загадување на почвата, водата и воздухот, рече Лимани. Градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами напомена дека опремата што се промовира значително ќе го зголеми оперативниот капацитет на депонијата Русино и ќе овозможи спроведување еколошки практики според европски стандарди. Ова значи помалку загадување, побезбедна животна средина и подобар квалитет на животот на нашите граѓани. Како општина Тетово го гледаме овој проект како дел од поголема визија. Чисто Тетово не е само прашање на естетика, тоа е прашање на јавно здравје, граѓанска одговорност и почит кон генерациите што доаѓаат, нагласика Сами. Проектот за набавка на тешка механизација е реализиран со поддршка од Министерството за животна средина и просторно планирање, Владата на Република Македонија, Амбасадата на Швајцарија во земјава, како и стратешкото финансирање од Европската банка за обнова и развој.
nagrada. Ej, Solune, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. Ej, Solune, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. Pa se iskači naša planina, tam se gleda Vardar makedonski, Vardar makedonski, Makedonija i silno probigna do Makedonija. Nemoj ti da žališ za Pirini Solun, oni te spomenuvat, ti si kažuvat. Oni te spomenuvat, ti si kažuvat. Naša mila majka je Makedonija. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Падна јунак затроба во куќата на својот побратим. Добре дојде, тој му рече, види гостин цела вечер, Господ рака да ти позлати. Седни тука, софра закити. Еј, јунак голем, како планина, запеј песна, налеј вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам, конј да донесам. Запеј песна, налеј вино, да те памти вечно, сино.
Јас ке одам, конј да донесам. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, и во гробот штом ќе лежат тие пари да им тежат како казна Божја пресуда. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, пиреј да им расте в душа, усни да им гризе суша, светот да ги колне до века. Душман дојде, жив го фатија, за парче злато брат го предаде. Ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна, и во ноќта црна замина. Ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна, и во ноќта црна замина. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, и во гробот штом ќе лежат тие пари да им тежат како казна Божја пресуда. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, пиреј да им расте в душа, усни да им гризе суша, светот да ги колне до века. Како казна Божја пресуда. Во втората половина на 2025 година највисок скок на цените на продадени станови, споредено со истиот период од претходната година, има во Куманово за 24%, во Тетово 22%, во Карпош, Кисела Вода и Газибаба во Скопје 16%, во Центар 14%, а пат на цените на продадени станови има во Гостивар за 2%. Анализата на опсегот на постигнатата продажна цена по метар квадратен укажува дека најнизок забележан минимум во втората половина на годинава има во Скопски Чаир 19.543 денари по метар квадратен, а највисок забележан максимум има во Скопската општина Центар од 232.722 денари по метар квадратен, покажува извештајот од Регистерот на цени и закупнини за втората половина на 2025 година, што ги објави Агенцијата за катастар на недвижности. Најмногу продажби на станови во второто тромесечие на 2025 година има во Скопски аеродром 240, Чаир 188,
Центар 186, Карпош 171, а највисока вкупна вредност на остварена продажба на станови постигната е во Скопската општина Центар од 1.379.518 денари. Од Агенцијата за катастар на недвижности оценуваат дека растот на обемот на трансакциите може да се поврзе со подобрените услови за финансирање и зголеманата доверба во пазарот на недвижности. Во втората половина на 2025 година во регистарот се впишани 9953 продажби на недвижности, 2031 продажба од инвеститор, 360 откупи од државата и 75 продажби на лицитација, односно вкупен број од 12.365 купопродажби, што укажува на благ пораст од 3,4% во однос на втората половина на 2024 година. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе поднесе истражна постапка против 6 лица, за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело, неовластено изработување и пуштање во промет на наркотична дрога,
психотропни супстанции и прокурсори. Истражната постапка се темели на докази обезбедени врз основа на документација доставена од Министерството за внатрешни работи, како и документација од оформен предмет на јавното обвинителство за организиран криминал на Република Србија, добиена преку меѓународна правна помош. Според наводите од наредбата, осомничените заедно со други засега неидентификувани лица во неутврден период од 2025 година до крајот на јануари 2026 година се здружиле со цел неовластена продажба и пуштање во промет на наркотична дрога, кокаин и марихуана. Секој од членовите на групата имал јасно определена улога при превземање, држење и пренесување на наркотичната дрога марихуана заради незината понатамошна неовластена продажба. Двајца од осумничените за кои српското обвинителство за организиран криминал води постапка, заеднички и по претходен договор со прво осумничениот од овој предмет, кој е собственик на правно лице од Скопје, како и други неидентификувани лица, организирале набавка на наркотична дрога марихуана и незино повеќекратно транспортирање од Македонија до Србија со товарни возила заради понатамошна продажба. Во декември 2025 година прво осумничениот им дал насоки на вработените за пакување на сув цвет од канабис во вкупна количина од 8832 килограми, претходно набавени од правно лице од Струмица. Во период од околу 2 недели вработените спакувале над 200 кутии, пошто прво осумничениот им одобрил колективен одмор. На 13. јануари 2026 година во попладневните часови, двајцата ортаци, едниот осумничен во Македонија, а другиот во Србија, организирале пренесување по голема количина сув цвет од канабис со товарни и со патнички возила од објект на правно лице во Скопје до локацијата во атарот на Свети Николе. Прво осумничениот заедно со други неидентификувани лица организирал кутиите да бидат натоварени во возилата и во 2 наврати пренесени до наведената локација. Во исто време во атарот на село Сарамзалино останатите 5 осумничени на паркинг простор кај локалната црква во селото извршиле претовар на царинета стока од товарно моторно возило во приклучно возило. Потоа осумничените заминале за Свети Николе, каде во испразнетото товарно возило биле натоварени кутиите со сув цвет од канабис. По извршениот утовар, осумничените на кои претходно им бил определен краткотраен притвор со товарно моторно возило и со приклучно возило, заедно со уште 3 осумничени, се упатиле кон граничниот премин Табановци и ја напуштиле државата. На 14 јануари товарното моторно возило се исклучило од автопатот и се упатило кон село Конјух, каде заедно со други неидентификувани лица било извршено растоварање на кутиите со наркотична дрога марихуана во објект на правно лице од Крушевац, претходно обезбеден од осумничените лица за кои јавното обвинителство на Република Србија води истражна постапка. Јавниот обвинител оцени дека постојат околности што упатуваат на тоа дека во конкретниот случај целта на притворот не би можела да се оствари со некоја друга мерка за обезбедување присуство, па на судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд во Скопје му предложи да донесе решение со кој кон двајцата осумничени на кои им беше определен краткотраен притвор да им биде определена мерка притвор во трајање од 30 дена. Да ги бие и убие предавниците и душманите. Бог да ги бие и убие кодошите
стоиме, со векови се бориме, вера не изгубивме, име не променивме. Од Александар и Самуил до Гоце Делчев и ден денешен. Од Александар и Самуил до Гоце Делчев и ден денешен. Бог да ги бие и убие предавниците и душманите, име што сака да ни промена, името наше многу вековно. Мила Македонијо, од нив страдаш ти, о своите изроди македонски. Мила Македонијо, од нив страдаш ти, о своите изроди македонски. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, а сега делот за најмладите, приказната Трнорушка. Ви посакувам пријатен ден. Трнорушка. Си биле некогаш еден крал и една кралица кои секој ден си велеле: ех, да си имаме едно дете. Но желбата не им се исполнувала. Еднаш, додека кралицата се капела, од водата излегла една жаба и рекла: твојата желба ќе биде исполнета. За 1 година ќе родиш девојче. Предскажувањето на жабата се исполнило. Кралицата родила женско дете и тоа толку убаво, што на кралот не му останало ништо друго освен да приреди голема свеченост, на која ги поканил не само роднините, пријателите и познаниците, ами и гатачките, за тие да бидат пријатни и добри кон детето. Во неговото кралство имало се на се 13 гатачки, но бидејќи имало само 12 златни чини за јадење, една од гатачките морала да остане дома. Свеченоста била многу раскошна, а кога дошол крајот, гатачките го дарувале девојчето со своите прекрасни подароци. Едната со добродетели, другата со убавина, третата со богатство и со се останато што можело да се посака. Кога 11 од нив го кажале своето пророштво, одненадеж се појавила 13-тата гатачка. Таа сакала да се одмазди зашто не ја поканиле на свеченоста. Не поздравувајќи се со никого и не гледајќи настрана, таа рекла: во својата 15-та година кралската ќерка ќе се боцне од вретено и ќе умре. И не велејќи ништо друго, се завртела и заминала. Сите се исплашиле. Тогаш наред дошла 12-тата, која се уште не беше го кажала своето пророштво. Таа не можела да го поништи лошото пророштво, туку само да го ублажи, па затоа рекла: сепак, тоа нема да биде смрт. Кралската ќерка ќе заспие во 100-годишен сон. За да го спаси од несреќата своето чедо,
царот наредил да се запалат сите вретена во кралството. Пророштвата на гатачките почнале да се исполнуваат. Девојката на вистина била убава, добра и паметна, па во неа се влюбувал секој што ќе ја видел. И на вистина, на денот кога таа наполнила 15 години, кралот и кралицата не биле дома, а во дворецот останала само принцезата. Талкајќи така по дворот, таа дзиркала во визбите и одаите. И на крајот дошла до една стара кула. Таа се искачила на врвот по кружните скали и дошла до една мала врата. На вратата стоел рѓосан клуч. Принцезата го завртела клучот и вратата се отворила. А кога погледнала внатре, што ќе види? Една старица си седела со вретено в рака и си предела. Добар ден, бабички, ја поздравила принцезата. Што правиш тука? Предам, одговорила старицата и кимнала со главата. А што е тоа што весело скока и се врти? Запрашала девојката, па го зела вретеното за да преде. Но штом го допрела, се исполнило лошото пророштво. Кралската керка се боцнала и веднаш паднала во постелата што се наоѓа во кулата, па заспала во длабок сон. Тој сон се проширил низ целиот дворец. Заспале и кралот и кралицата кои току-што беа стасале дома. Заспале и дворјаните, и коњите во шталата, кучињата во дворот, гулабите на покривите, мувите на ѕидовите. И огнот што бил распален почнал да тлее, па згаснал. Месото што се печело престанало да чрчори. Заспал и готвачот кој го пуштил својот помошник да си оди, кого заради несмасноста сакал да го грабне за коса. И ветрот стивнал, па на дрвијата пред дворецот не треперело ниту едно ливче. Околу дворецот израснала жива ограда од трња и од година в година таа растела се повеќе и повеќе, се дури на крајот не го опколила целиот дворец и пораснала толку голема што не се гледало дури ни знамето на покривот од дворецот. Низ целиот свет се проширила приказната дека таму спиела убавата Трнорушка. Така ја нарекуваа луѓето. Од време на време ќе дошол по некој принц со желба да влезе во дворецот низ живата ограда, но никако не успевале. Трњето се држело цврсто, не баре имало раце. Момчињата ке се закачале и останувале да гинат на трњето, не можејќи да се откачат од него. По многу години повторно дошол некој принц и слушнал како еден старец раскажува за трњата зад кои се наоѓал дворецот, како во него 100 години спиела принцезата по име Трнорушка, а со неа и кралот и кралицата и се друго што било живо во дворецот. Покрај тоа принцот разбрал дека многу други принцови се обидувале да влезат низ трнливата ограда, но дека сите се закачувале на неа и несреќно загинувале. Јас не се плашам, извикало решително момчето кога е слушнало приказната за маѓепсаниот дворец. Ке одам таму да ја видам убавата Трнорушка. Иако старецот се обидувал да го премисли, принцот не сакал да го послуша. Но поминале 100 години и дошол денот Трнорушка да се разбуди. Кога принцот се доближил до трнливата ограда, видел само убави големи цвекиња. Тие се одвоиле и го пуштиле да влезе во дворецот. Откако влегол, тие се затвориле и повторно станале трнлива ограда. Принцот ги видел во дворот коњите и шарените ловџиски кучиња кои спиеле, а на покривот видел како спијат гулабите кои ги беа пикнале главите под крилјата. Кога влегол во куќата, ги видел мувите заспани над ѕидовите, а во кујната го нашол готвачот со крената рака кој сакал да го дофати помошникот. Ја видел и девојката со црната кокошка која изгледала како да сака да ја скубе. Потоа отишол понатаму. Влегол во салата и ги видел заспаните дворјани, а горе на престолот ги видел како спијат кралот и кралицата. Секаде каде што ке дзирнал било тивко, така што можел да го чуе дури и своето дишење. На крајот дошол и до кулата. Ја отворил вратата, а внатре ја здогледал заспаната Трнорушка. Таа лежела и била толку убава, така што принцот не можел да ги тргне очите од неа. Тој се наведнал и ја бакнал.
Во тој миг Трнорушка се разбудила и милно го погледнала. Потоа и двајцата слегле од кулата. Во тој момент се разбудиле и кралот и кралицата, и дворјаните, па сите се гледале со чудење. Се разбудиле и коњите во шталата. Ловџиските кучиња почнале да скокаат и да мафтаат со опашките. Гулабите од покривите ги извадиле главите од подкрилјата и летнале кон полето. Оживеале и мувите од зидовите, се распалил огнот во кујната. Месото повторно почнало да чрчори, а јадењата да се готват. Готвачот го удрил помошникот, а овој пак вреснал. Слугинката почнала да ја скубе кокошката. На крајот, сите ја прославиле свадбата, која била голема и раскошна, а принцот си живеел со Трнорушка до крајот на животот. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.